Ова локална власт, освен кровот, го реконструира комплетно целото основно општинско училиште Гоце Делчев. И тука би престанал, затоа што тие во урбаната заедница Љубаш сетете се дали во изминатиот период инвестираа нешто со што би се гордееле. Тука нема да ја спомнам еве црквата Света Петка, нема да ги спомнам доградбата на 200 метри квадратни доградба на детската градинка, кружниот тек кој што сега го сакаме да го реализираме и ќе го реализираме затоа што таму се веќе сработи се за подземната инсталација и уште многу други проекти кои што ве окружуваат и кои што можете секојдневно да ги сретнете. Тоа се дела на оваа локална самоуправа. Во тие дела сигурно дека има и голема помош и на централната власт. Не можам да кажам и би било греф ако кажам дека она што го реализиравме за Кавадарци во изминатиот период е дело само на овој градоначалник и дека е само дело на неколку луѓе. Тука сигурно без владата на Република Македонија немаше да успееме и да реализираме такви капитални проекти кои што во изминатиот период не можеа не да ги замислат. Од таму би сакал да ве потсетам, не дека вие не знаете, меѓутоа повторувањето е мајка на знаењето. Морам да ве потсетам за тоа дека во изминатиот период од 8,5 години на претходната власт, па и на сите други кои што беа претходно, нешто што се памети тоа е градската капела и ресторанот во градскиот парк. Значи тоа се делата кои што ќе останат трајно забележани на едноминато време. Она што ние го сработивме само за 4 години, не за 8,5 години, е новата црква, е решавањето на проблемот со водоснабдувањето кој што чини над 2 милиона евра. Тоа е новиот пат до нашето Тиквешко езеро, односно до селото Ресава, кој што ќе продолжи и до селото Бегниште во натамошниот период. Тоа се реконструираните училишта, 90% од воспитно-образовните институции, а тоа се 10 воспитно-образовни институции, освен едно, а тоа е музичкото училиште, се реконструирани од оваа локална власт, се реконструирани од странските донатори, меѓутоа и од владата на Република Македонија. Наодговорно тврдам дека светичката листа на ВМРО ДПМН е најквалитетна листа овие локални избори. Ова го велам со сигурност затоа што кога ќе прочитате вие ќе видите кои се овие луѓе тука кои што се на листата. Како прво се од различни делови на градот. Потоа се од различни професии. Меѓутоа сите се докажани како добри, честни и одговорни луѓе во своите средини во кои што живеат.